Одливот на мозоци и заменувањето на најдобрите студенти, професори и истражувачи во европските земји и САД е горлив проблем со кој не се соочува само Македонија, туку и земјите во регионот. Токму затоа потребни се крупни чекори и воведување на интернационализација во високото образование, смета министерката Јаневска. Таа посочи дека најголемиот предизвик на владата и понатаму ќе биде подобрување на условите на студентите за да се намали одливот на мозоци. Првенствено да придонесеме за стекнување на знаење, вештини, компетенции на нашите студенти, подобрување на квалитетот на академскиот кадар, секако подобрување на економијата на државата, затоа што економијата е тесно поврзана како со образованието, така и со научните достигнувања, технолошкиот развој и се она што е представува иновација за да може да се примени во стопанството. Најважниот заклучок да производимо знање у складу со потребама тржишта рада. Тоа е јако важно. Во процесот на подобрување на квалитетот во високото образование и условите за студентите, Јаневска посочи дека до 1 октомври целосно ќе бидат реконструирани студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу. Законот за високо образование во понеделник ќе биде поставен на ЕНЕР, а потоа ќе оди на владина процедура. Многу забелешки прифативме се што сметавме дека е конструктивно. Па некаде и сме направиле некој пропуст, без оглед дали е номотехнички или малку посуштински. На прашањето за реконструкција на влада, Јаневска посочи дека таа засега ресорот го води со целосна посветеност и дека за незиното место во владата одлучува премиерот Христијан Мицкоски.